Косовскиот председател Хашим Тачи ја обвини Србија дека планирала да го анектира Северно Косово како што Русија го анектирала Крим. Белград и Приштина не престануваат со меѓусебните обвинувања кои се закануваат да потпалат нова балканска војна. Според Тачи, возот со српска иконографија имал за цел да ги провоцира косовците и да создаде изговор Србија да интервенира воено и да ги анектира северните делови од земјата во кои живеат 50.000 срби кои одбиваат да ја прифатат неговата независност. Намерата на Србија беше да го искористи возот дониран од Русија, прво да го отцепи северниот дел од Косово и потоа да го припои кон Србија. Тоа е моделот на Крим. Во неделата, српскиот председател Томислав Николич рече дека действијата на Косово покажале дека сака војна со Белград. Но ова Тачи одговори дека секој обид на Србија да го анектира Северно Косово ќе покрене верижна реакција низ Западен Балкан. Не би сакал Србија повторно да почне војна од балкански пропорции, бидејќи сега нема изолирани конфликти. Провокациите на Србија кон сите нејзини соседи, вклучувајќи ги Хрватска, Босна, Косово и Црна Гора се загрижувачки. Затоа е време меѓународната заедница да посвети внимание на однесувањето на Србија, што ги загрозува мирот и стабилноста на Западен Балкан. Од Европската унија, уште пред да тргне возот, порачаа дека тоа е проблем што треба да го решат Белград и Приштина. По инцидентот, шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини рече дека чекорите што ги остварила Унијата со Србија и со Косово во изминатите години на некој начин било историски и му се заблагодари на српскиот премиер Александар Вучик за тоа што во тешки моменти покажал лидерство и го запрел возот. Мојата порака до двете страни е да се избегне заострување, наместо тоа да се настојува на заеднички диалог кој ќе донесе резултати за двете страни, и тоа не за институциите, туку за луѓето. Од седиштето на НАТО пак соопштија дека КФОР не бил информиран за присуството на специјалните сили на косовската полиција Роса на шините по кои требаше да помине возот. Оттаму вела дека внимателно ја следат ситуацијата.